Почитувани присутни, јас сум Лидија Петковска, пратеничка од ВМРО-ДПМН, член на Комисијата за економија. За дискусија се јавив со надеж дека ќе дадам барем мал придонес во националната развојна стратегија, со тоа што би апелирала да се стави посебен фокус и на туризмот, како гранка која може да биде двигател на економскиот раст, да влијае и тоа како врз зголемувањето на бруто домашниот производ и да даде значителен извозен импакт. Во оваа насока ќе бидам многу кратка и ќе потенцирам 3 работи на кои што треба да се посвети фокус во најскоро можно време, а тоа е законодавната рамка која што го третира туризмот како стопанска гранка, износот на буџетските средства и, како што спомна професорот, истражувањето. Во поглед на законодавната рамка морам да констатирам дека пред се Законот за туристичка дејност и Законот за угостителска дејност мора во наидно време да претрпат измени, затоа што веќе се неприменливи во пракса, премногу се стари и изминати. И во таа насока би ги додала тука и стратегиите за развој на туризам, кои што буквално сите се со изминат рок на важност. Во поглед на буџетските средства, исто така би апелирала да туризмот добие конечно буџетски средства кои што се неопходни за туристички развој, затоа што развиен туризам значи и развиена економија, развиен туризам значи и огромна можност за локален економски развој и исто така развиен туризам значи и рамномерен регионален развој, стопирање на миграцијата на младите кадри и многубројни други придобивки, кои доколку се направи едно истражување, убедена сум дека ќе покажат резултати од типот дека мораме конечно да ставиме фокус и на туризмот и туристичкиот развој како двигатели на македонската економија. Спомнавме истражување, сите сме согласни дека ни се потребни истражувања и кога сме во делот на туризмот, јас би сакала да потенцирам дека имаме тенденција на прикажување на параметрите и ефектите од туризмот само врз основа на 2 параметри, а тоа се бројот на туристи и бројот на остварени ноќевања, со што се добива привид дека имаме раст во туризмот, меѓутоа растот сам по себе не значи и развој, затоа што имаме пораст на бројот на туристи и бројот на ноќевања, што е добро, меѓутоа немаме развој на туристичката дестинација. Развојот на туристичката дестинација многу повеќе би значило и многу повеќе би значило многу поголем број на туристи во следната туристичка сезона или следната година или следниот период, како сакате. Ова го спомнувам од причина што сите патуваме и знаеме дека доколку посетиме одредена дестинација оваа година и не сме задоволни од инфраструктурата, како што е Република Македонија за жал во случајов, ние никогаш нема да посакаме повторно да се вратиме во таа дестинација. Не би сакала да звучам грубо, меѓутоа за жал имаме туристички развој во кој што иновација е да се средат автопатите. Ви благодарам.